Нема македонски државјани меѓу жртвите и повредените во терористичкиот напад што синоќа се случи во Лондон, информираа од Македонското министерство за надворешни работи. Од МНР посочија дека се во постојана комуникација со амбасадата на земјава во Лондон, која пак е во контакт со британската полиција. Македонското министерство силно го осуди овој терористички чин и информира дека за прашања поврзани со безбедноста на македонските граѓани кои во моментот се наоѓаат во Лондон, заинтересираните може да се обратат во македонската амбасада и во Министерството за надворешни. Универзитетскиот професор Златко Кецковски вели дека терористичките акти по начинот на изведување земаат форма или облик онака како што можат да извршат извршителите, а пораката е идентична. Без разлика дали чинот е извршен со прегазување или го направил бомбаш самоубиец, целта е што повеќе жртви, што поголема штета за поголема медиумска покриеност. Радикалниот ислам сака да ја популаризира случката да влее страв, со што ќе се ограничи и слободата на движење. Кецковски истакнува дека сите земји кои досега се соочиле со вакви акти имаат развиени безбедносни служби и сигурно спречиле многу поголем број напади за кои јавноста не е запознаена. Меѓутоа тежок е начинот на контрола на една бројка која што е веројатно голема. Тој предупредува дека овој тренд нема да запре. Терористички акти ќе има и понатаму и не само во Велика Британија, туку и во други земји на тлото на Европа. Видете ги градовите каде се извршени во суштина терористичките акти, значи се познати големи центри на западната цивилизација. Целта на тероризмот е токму привлекување на внимание и медиумска, медиумско покривање на тие настани од светски размери, така да во секој случај нивните цели се извршени. Значи направиле акт кој што е покриен од мас медиумите, добило светска да речеме гледаност, така да точно оние елементи на тероризмот се пополнуваат еден со друг. Затоа и во принцип се извршуваат во Манчестер, во последниот, па во Лондон или Берлин или Минхен или Брисел или Париз, Мадрид и така натаму, Барселона, центри кои што се така позначени за западната цивилизација. Професорот Кецковски предупредува дека Македонија не е имуна на ваквата појава. Живееме на територија каде што постојат келии на исламски радикализам. Имаме регрутација, неколку акции на спречување и на апсење, како и учесници во исламска држава. Но според него во овој момент нас не штити привлекувањето на медиумите и покривањето на таквите акти, затоа што Македонија е мала држава и не многу интересна ниту за западниот свет, ниту за овој каде што преовладува исламскиот радикализам. Тој порачува повнимателно, поактивно и кохезивно со странските да функционираат и македонските служби и да разменуваат информации околу евентуалните радикални групи кои што би можеле да действуваат во Република Македонија.